согласно проектот за инфраструктура и потребата од зголемувањето на просторот за проаѓање на сите транспортни средства на овој дел од градот, посебно на транзициите, на транзитниот дел од сообраќајот, од тешкиот сообраќај во нашиот град, имаше потреба од реконструкција и доградба на мостот на овој потек од Трајко Николовски, улица Трајко Николовски. За таа цел се направи јавна набавка за правење на основен проект на мостот за доградба и реконструкција, бетонско армирано мост на овој дел на улицата Трајко Николовски. На тој јавен оглас фирмата Евроровод ја доби понудата за да го направи основниот проект. Беше изработен основен проект минатата година пред околу 9 месеци прилика и потоа објавивме јавен оглас, тоест јавна набавка за изведувач на мостот. За изведувач на мостот јавната набавка ја доби компанијата Стентон Градба од Битола и негде пред околу 8-9 месеци почна со изградба, тоест реконструкција и доградба на мостот на улицата Трајко Николовски, токму на овој дел овој место каде што се наоѓуваме сега ние. Но за несреќа со самиот почеток на изведбата на темелењето на мостот излезе повеќе вода од што очекувал проектантот како гејзер и немаше услови за да се продолжи со темелење на мостот. Од тие причини надзорот и стручните кадри од општина Прилеп му наредија на изведувачот да престане со работа и дека треба да се направи дооформување, тоест проектот да се измени во смисла за да може да се направи ново темелење. Првото темелење беше воз основа на стопи. Од стручните кадри добив информација дека не било добро, туку требало да се направи нов тип на проектирање, така наречени колови. И беше задолжен проектантот со истите средства за кои што ја доби јавната набавка да направи нов овој основен проект, што истото тоа го направи. И после тоа распишавме нова јавна набавка само за темелењето, каде што комплетно се направи и таа. За среќа, можеби истата компанија го доби вториот дел од тендерот, така да сега имаме отпочнување на компанијата Стентон Градба со отпочнување и темелењето и комплетно завршување на целокупната реконструкција и доградба на овој мост. Да кажам дека мостот ќе биде со должина од 24 метра, а широчина ќе биде 22 метри. Од тие 24 метра, плюс имаме од двете страни по 3 метра како дооформување на по 3 метра и од едната и од другата страна на мостот, за да има некоја преодна линија од коловозот со делот на мостот. Така да во суштина мостот ќе биде долг околу 30 метри, а широк, како што кажав, ќе биде 22 метри. Од кој што ќе биде во средината со 4 коловозни ленти, секоја коловозна лента ќе биде по широчина од 3,5 метри, тоа значи дека две во едната страна, две коловозни ленти во другата страна и од по секоја страна ќе има една пешачка патека од 2,5 метра и една велосипедска патека од 1,5 метар. Сето заедно, значи, во двата правци ќе биде ширината на мостот 22 метри. Да кажам дека овој мост ќе се гради од прилика 4 до 5 месеци и средствата кои што ги оддели општина Прилеп ќе бидат околу 35 милиони денари или поточно 574.000 евра. Се надевам дека Прилеп ќе го добие за неколку месеци најголемиот и најубавиот мост во нашиот град. Благодарам. Имаше многу забелешки дека мостот чини и премногу, значи. Дали е тоа реално што се реагира и велите вие 574.000 евра?
Меѓутоа беа направени нели два договори. Првиот договор беше негде околу 500.000 и сега пред еден месец уште 230.000 евра. Тоа се дезинформации или лошо информирани граѓани. Може би вие новинарите имате грешна информација да првиот беше договор направен на 30 милиони денари, ама тој не се реализира целиот. Туку се реализираше околу 21 милион. И вториот околу 14 милиони договор, така да 21 и 14 околу 35 милиони денари. Тоа е суштински, ако беа двата договори целосни, ама пошто од првиот договор не се реализира цел затоа што темелите не се направија, само се промени бројот на типот на темелењето. Првиот беше со стопи, сега нема со стопи, се направи со колови, значи тие колови се 76 на број, да споменам, дека длабочина ќе бидат 13 метри и диаметар на секој кол ќе биде околу 80 сантиметри. Така да мислам дека комплетно ќе добиеме еден одличен мост кој што прилепчен, мислам дека ќе се гордееме. Јас сум сигурен дека после 5 месеци, отприлика во септември, кога ќе го добиеме комплетна реализација на мостот, сите ќе бидеме задоволни, а и ниту е поскап, ниту е мовче, како што некој милува да го кажува, тој ќе биде најдобар, најубав и најголем мост во нашата општина на градската река во Прилеп. Да, одлично. Одлично ви е прашањето. Проект за улицата Трајко Николовски има и после правењето на мостот одма ќе дојде до реализација и на улицата. Таа ќе биде широка со страничните коловозни ленти приклучувачи од едната и од другата страна на мостот. Улицата ќе биде од Александар Македонски до тука, а колку ќе има простор од овој дел ќе видиме.